Никола Тодоровски. Кај сте, бе, скопјанишќа? Еј, Светлово, не ме прати дека сум од Охрид. Чај да видам ваму. Остај го, брат, да не се замараш, ке се шетам вечерва. На прошетка сум, знаеш, таков денов е. Уха, hello! Дајте спонтан, ајде. Мислам аплаус, не друго. Убај тие, охо! Ај честито слава! Втори, градска слава, Не знам што се носи за слава, обично Охрид за слава вино носиме. За ваков ден треби табла кнауф за тебе да си донесиш. За секој случај, не знаеш што му се деси. За да немат жртви, знаеш, на славава. За шив година треба да се видиме, порадосни, повесели. Да. Така рекле... Живи сте тука? Да. Така рекле старите, кој носит, не просит. А кој не носит, ќе молит за прошка. Оставите ме, молим те! Ќути сега сите овдека, за рицар ќе те прогласиме. Клекни, Славчо, и стани, сер Славица. Не знам дали имате приметено, во последно време има доста геј протести во Скопје. Сте приметиле? Значи, публиката може да учествува, да, не. Да. Ова е за вас. Сега ќе ви објаснам зошто е то така, зошто имат геј протести. Значи, класични недоразбирања се во прашање. Значи, од граѓаните на град Скопје не се бара да ги признаат луѓето со хомосексуална природа. Од граѓаните на Скопје се бара само да признаат. Пушти ги овие дошљаци од цела Македонија присобрани, ограничени. Не ти требат. Не дека ние Охрид сме нешто поарни, мислам. Да. Например, на класичен, на стандарден охриѓанец, кој ќе му дојдит хомосексуален пар да барат смештај. То него во старт ништо не му значи. Аве, дошле два-тројца мажи, сексуалци биле. Па шо сите сме сексуалци? Кој појќе, кој помалце? Кажи му ти, не му вака. Машки сте? Да. Сите? Сите, да. Под тушку ќе се туширате, сите се капите заедно или посебно? Се капиме, мислам, вака, заедно, ако може. Може, нормално. Не само што може, и пожелно е. И чужива. Ето, сите страни задоволени. Од сите страни. И после жена му нека гланцат плочки со доместос. Затоа што имат работи што и во геј врска не може да се проголтет. Ќе имат вакви работи сега, деноте. Иначе со машко да се тушираше поубаво отколку со женско. Овде искуството говори. Да. Зашто ќе се тушираш со маш, ако се лизниш, можеш да се задржиш на нешто. Нов ми е материјалов, гледам да ве оштетам 5 минути. Нас ни се чини дека, например, тие што се хетеросексуални се супериорни во општеството. Пуштил брко и доста е. Нема везе, човече. Право на глас немаме во Европа. Никој не е бабат.
Замисли да се соберат два тројца хетеросексуалци на плоштад, на протест. Ние сме исти, не сме различни. Браво. Глупо е, сваќаш, немат конфликт, не икиш да смениш ништо, или ќе речите еден, јас дома имам жена. Свака час е, вау. Заедно сте, да? Поддршка. И имам жена дома и ја ебавам еднаш неделно. То, царе. Само напред. За разлика, например, ако се соберат група лепотани на плоштад, на кои што им скурчило да живеат во оваа транзиција и се спремни да направат детални промени, вклучувајќи го и полот. Ето, не е лесно да прифатиш. Не е лесно, сваќаш. Затоа што навикнат си, немоеш комшијата 20 години си го викал Славе, и сега наеднаш Сладжана треби да го викаш. Знаеш, не е лесно. Стари навики се во прашање. И кој ќе ти дојдат децава, Тато, те поздрави, чичко Сладжана. Да, деца се тие, значи без разлика ти колку и да се менвиш, децата си гледат наивно. Да, имаш цицки, значи си тетка. Имаш мустајки, значи си чичко. Мустајки и цицки, чичко Сладжана. Али пази, комшијата без разлика и полот да го сменил, пак те поштоват. Спремен е секојаш да ти се најд во неволја. Кој ти окреваш каучот, например, дома. Окреваш каучов и му викаш на малиов, оди пиле, викни го чичко Сладжана. Не можам, кичмава ме фати аман со овај каучов. И кој ќе ти дојд, чичко Сладжана. Уа! Тој не Сладжана, Сладјан, човече. Да, можеш ти све да сменвиш кај себе, ама внатре во генот си стоите. Снагатор, не можеш ти 20 години цименто да растовараш и сега преку ноќ со пластична операција чудо се десило. Не може така. Да, може би тој сега е двојно порафиниран. Сака повеќе поезија отколку пиво и кебапи. Ама внатре то си тлејт. Да. Правев муабет пред некое време со еден отворен геј. Работев на темава. Јеби ga, мислам не него, узречица е ова. И сватив дека таква љубов каква што име тие меѓу себе, што се хомосексуалци, ние што сме хетеро никогаш нема тоа да го доживееме. Ќе дам пример. За кој просечно богат маж бе ќе дојде топ богата американка од Америка, зашто се чактисале на Facebook, го засакала, а го засакала затоа што тој бил единствен во милиони луѓе. И ќе го земит и ќе го однесит во светот на сништата. За никој, така? За геј ќе дојде. Не само што ќе дојде, туку ќе откупи авиокомпанијава. За да имат интима да родат во светот на бајките. Злато ми ти се слоши? Сакаш да ти се преоблечам во стюардес? За да те расположам? Или, например, ако имаш женска средношколка, и му кажат, мислам, имаш женска средношколка на 19, 18, 9 години. Не ако имаш женска средношколка на 67. Тоа е веќе религија. Да, како што покажа примерот. И само кажвиш на татко ти, тато брат, имам средношколка женска. Убаве брат, терај си, ќе ти поминит кефот. Сваќаш, не е засегнат, ич. Кажи му на 19 години дека си геј, ке видиш што ќе се деси. Прво рефлексно ќе ти речи, тато геј сум, а дој поправи ги оценкине.
После 2-3 секунди тато ќе шо? Ела ваму! И тогаш ќе осетиш што значи да се жртвуваш за љубовта. И знаеш, многу луѓе така што се хомофобични, викат, беа, јас не икам хомосексуалци. А уствари, кој ќе направиш една мала статистика, 90% од сите лаптопи се полни со порничи со лесбејки. Демек тоа окей, сваќаш. Значи, лесбејка не е за машко на геј, тоа е жена со идеи. А ако се 9 плави и црвени, тогаш и се спремни за забава, тогаш си спремен и да примиш по нешто. Сите правиме компромиси, јеби га. Или ќе ја сретниш, например, некоја таква што е геј жена, нормално, например, в кафичи, викаш, кај се, шо бреш, саш да се дружиме. Бегај бе, не те сакам, жени сакам, то, шо пиеш? Не те пипам, само зборви ми и молим те да го снимам разговоров. Ако ништо друго, дома да имат материјал за гланцање. Јеби га животиште. Фројд е крив, Фројд е крив. Затоа што наметна идеја во човештво да гледаме све низ призма за секс. Во природава не е така. Во природава све се заснуват на нагон на исхрана. Посилниот го јајд, послабиот. Мяу! Така? Јас сум срна, ти си лав, леле многу ми е страв. Или ти си врабец, јас сум црв, овде ќе се лее крв. Да, почитувана публико, како што можете да забележите, јас сум помалце и поет и будала. Ние луѓево гледаме све низ призма за секс. Све ни асоцират човече. Например, таму врба, овде бор, слечи се кај сакаш мор. Не мислам шо е следно за шо ќе се закачиме, ќе правиме протести. Кој како спијат? Јас, брат, кој ќе спијам грчам. Значи хетеро сум? Не, педер скапан си. Затоа што од што грчиш цела ноќ неспани останавме, човече. Jesus Christ. Чеја голтнам само една секунда. Охриѓанец, само на вода сме. Кој ќе речат, ние сите сме еднакви, Не сме сите еднакви, тоа е супер. Замисли сите да бевме буквално еднакви. И кога ќе правиш муабет со некој еднаков на тебе, тоа е кога да правиш муабет во огледало. Ај да правиш муабет, ам да го ебаваш. Тоа е кога да се ебаваш сам себе си. Глупо е, така? Многу сум ограничен јас, лично, за некои работи. И мама ми викат, ако сине, да си бидиш ограничен, да не го валкаш образот на татко ти. И зашмор, мамо, ако сум геј, со шо ќе го валкам образот на татко ми. Мамо, те мислев прибрана. Извини, ама јас за себе имам впечаток дека штркот ме донесе. А не дека ти и тато, разјарени, во миговина занес, сте ме создале. Замисли, мајка ти и татко ти, кој ќе се во миговина занесо, на? Пушти тросветло да им ги видам фациве. Пушти во публика тросветло. Одма сите вакви во фациве. Сејля Кохрицки, мама и тато никош. Јас паднав од на небо. Значи мама и тато кој ќе се поза G6.
Да, ја пробват новава надкасна. Она, знаеш. Ти држи се само, другото јас. Уживај во мои раце си, злато. Ке ти овозможам сигурност во бракот. Значи тогаш мама и тато кои ќе се разјарени. Кај шо ни гравитацијава појќе немој да ги задржи. И сакат да те зачнат тебе. И тогаш во тој момент влегвит во собава по старово братче или сестриче, што се родило претходно. Тато! Шо и преш така на мама, бе? Шо и преш така на мама, море? Ко Бени шо и прајт на мачкана во февруар. Неубо! Аха, неубо, ќе виш кој ќе порасниш. Мама, ништо не ми прај, така ние си играме. Ама шо прајте така, глупо е. Ништо, пиле, го викаме Штрков да ти донеси братче или сестриче. Го викале Штркот. Од што го викаја ти е така, Штркот пола мала не заспа. Значи има стандардна процедура, злато, ако сакаш да го викниш Штркот. А тоа е, под еден, жена ти не треби да имат добијано. Ако имат добијано, Штркот не идат. Не знам зошто, гарант од крв се плаши. Под број 2, пошто Штрков е на југ, значи треби убо да викниш. Прво изолација во станот, оние дупли пенџери, и второ ќе си земите малце реквизити за загревање. Нешто така, за длабинско прочистување. Убо е за гласните жици. И тогаш кој ќе викниш, ако не дојде Штрков, педере. Не знам дали ние како нација сме многу ограничени. Например, ни се чини ако се отвори геј бар некаде и дека ако си хетеро, кој ќе влезиш внатре, одма со курој те гаѓат. Кил! Што се маате со курој, бе? Држи овој. Значи не е така, сваќаш? Демек шо, ако влезиш во хетеро бар и кој ќе влезит некоја дебела колко чварка, одма сакаш да ја ебаваш? Не, треба те скапит од частење пијачки. Да се опијаниш, лајно да се направиш. Да ти паднит критериумов малце. И вазна би ебал сега. До толку треба да. То се капитални инвестиции. И ако е паметна, ќе те частит. Ако сакат да се мажит. Замисли само кој ти дојде. Здраво, дечко. Здраво. Шо пијаш? Отко те видов тебе, синкамен. Дупли ако можит. Страшно, Господе. Пора имаше една изрека, не сигурно ја имате слушнато. Зад успешниот маж секогаш стои успешна жена. Значи, то појќе, драги мои, не важи. Умре то време. Нема пој. Сега е вака. Зад успешниот маж секогаш стои геј лоби. Да чујам. Добро е, го свативме.
Значи, зад успешниот маж секогаш стои гей лоби и едва и чекат да дојди викенд вон населено место за да наплатат за успехот. Сакаш да се лобираме? Прво ќе се собираме, после ќе се лобираме. А купиле, само да не се дрогирате. Сега за крај, како што течат работиве, значи наскоро ќе имат и гей рапери. Гей рап немате валјда до сега слушнато. Ето од прилика вака звучи. Дајте малце поддршка. Биди храбар, не се прави хетеро. Ако ништо друго, биди барем етеро. Лупо е да се прави женски дека муваш. Се што сакаш, бейби, е ти грб да ми чуваш. Грб да ми чуваш. Последна песна за вечерва. Жанрот е гей бугарска турбо фолк балада. Звучи од прилика вака. Тя не знае твоите скрити качества. Тя не знае преди какъв си бил. Тя не знае какво е любовта. Между двамата ни в гръцко-римски стил. Фала! Добро и во зло на ова наше древно тло. Една желба имаме, Насмејани да бидеме, за дена или 100. на човек му е попусто. Во ова време матно, само смењето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Во овој циркус народен, смешен и разоноден. Поведете на представа, без неја не ме остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Во добро и во зло, На ова наше древно тло една желба имаме, насмејани да бидеме, за денар или 100. на човек му е попусто. Во ова време матно, само сменето е бесплатно. Ајде луѓе, дојдете, овде да се дружиме. Во овој циркус народен, смешен и разоноден. Поведете на представа, без неја не ме остава. Со хумор без иронија, во стендап Македонија. Ајде
Со хумор без иронија, во стендап, Македонија. Во стендап Македонија.